Ова се настаните за денес. Потпишани договорите за двата капитални проекти кои ќе се реализираат во Охрид со поддршка на владата. Министерството за образование и наука го објави јавниот повик за финансиска поддршка на учениците. Охрид се подготвува за Бадниковата поворка. Засилени инспекцијски контроли на храната со акцент на новогодишните пакетчиња. Годинава превезени над 3 милиони патници на двата македонски аеродроми. За најавените и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот преовладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 8 степени. Во среда локално во западна, северозападна, северна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите, Скандинавија и во крајните североисточни предели со врнежи од снег и постудено време. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени. Во Македонија во среда во утринските часови по котлините ќе има појава на магла и ниска облачност. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 1 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 12 степени. Во Охрид во среда по утринската магла во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во четврток и петок во утринските часови слаба појава на магла, а во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во сабота по студеното утро и температура од -1 степен, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 8 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Алпско млеко без лактоза 49 денари, Мачмалоу 45 денари, Доритос 65 денари, Ајдамер Баварија 399 денари, Бекутан влажни марамици 99 денари, Гарденија руска или мешана 59 денари, Маккейн Голден Лонг 159 денари, Подравка корнишони 85 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во владата денеска беа потпишани договори за реализација на проекти од локален интерес, во најголем дел од општините во државата, со поддршка од владата, меѓу кои и 2 капитални проекти во Охрид. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и министерот за образование и наука Јетон Шакири денеска во владата ги потпишаа договорите за изградба на спортска сала во основното училиште Ванчо Николевски во село Лескоец и за реконструкција и адаптација на простор за нова училишна зграда за потребите на основното училиште Кочо Рацин. Владата неодамна донесе одлука за пренамена на буџетски средства во износ од 2 милиарди денари, кои што ќе бидат насочени за реализација на 66 проекти во 44 општини во Македонија. За зафатите во Охрид се пренаменети 90 милиони денари од централниот буџет, од кои за спортска сала во основното училиште Ванчо Николевски во Лескоец одвоени се 20 милиони денари, додека за реконструкција и адаптација на нова училишна зграда на основното училиште Кочо Рацин во нова локација 70 милиони денари. Министерството за образование и наука вчера го објави јавниот повик за финансиска поддршка на учениците од основните и средните училишта, чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари. Поради преоптовареност, веб страницата на МОН денеска се отвара со потешкотии. Министерството за образование и наука го објави повикот за финансиска поддршка од 1200 денари за учениците од основните училишта, 1800 денари за учениците од средните училишта во период од 6 месеци, започнувајќи од месец декември годинава. Јавниот повик содржи информации за тоа кој има право да аплицира за оваа помош, како и потребните документи. Како што е наведено во повикот, родителите кои сакаат да аплицираат документите треба да ги достават до училиштето во кое е запишано нивното дете. При пријавување, родителот кој поднесува барање треба да пополни пријава, а другиот родител изјава на образците кои се достапни за спуштање во објавениот повик на веб страната на Министерството. Потребни документи кои треба да се приложат заедно со пријавата и изјавата се копија од трансакцијска сметка на родителот подносител на пријавата,
како и потврда од работодавецот за последно исплатено нето плата на двајцата родители. Ако се работи за дете на починат родител, потребен е извод од книга на умрените и последен чек од пензија. Ако се работи за дете од разведени родители, потребно е да се приложи решение од правосилна судска пресуда. Ако пак станува збор за дете на родител пензионер, треба да се приложи последен чек од пензија. За родител кој е невработено лице потребна е потврда од Агенцијата за вработување дека е невработено лице кое не прима паричен надоместок или прима паричен надоместок со наведена сума на надоместокот. Рокот за пријавување е до 24 декември. Охрид се подготвува за 11-тата Бадникова поворка. Организаторите велат, од година во година расте интересот кај деца за овој величествен црковно-народен настан. Лани околу 1000 деца учествуваа во Бадниковата поворка во Охрид. Бројните коледарчиња донесоа радост низ целиот град. Почнаа подготовките за Бадниковата поворка во Охрид. Стотици деца по 11 пат ќе го најават Христовото раѓање на 5 јануари. Деновиве на градскиот плоштад ќе биде поставена и Бадниковата пештера. Организаторите велат, од година во година расте интересот на децата кои сакаат да бидат дел од оваа црковно-народна манифестација, која е возобновена пред 13 години со благослов на епископот Партени од Бигорскиот манастир. Некои од децата ја знаат, некои не ја знаат, но ја слушале, па знаат зашто станува збор, дека тоа е една приказна како Христос се родил, во песната све е опишано. За некој ден чекаме од подготовките, еве токму овде на овој плоштад да биде монтирана и големата Бадникова пештера, која што е многу убав украс на Охрид. И тоа е символот на Витлеемската пештера, каде што токму се родил нашиот спасител Исус Христос. Сите деца кои сакаат да учествуваат во поворката, секоја сабота во 13 часот може да се придружат на пробите во спортската сала на основното училиште Христо Узунов. Организаторите најавуваат многу изненадувања, но и подароци за коледарчињата на градскиот плоштад. Ќе носат звезди како символ на звездата Деница што го покажала патот на мудреците до пештерата. Значи децата ќе бидат пречекани од градоначалникот на плоштадот, од советниците, директори, значи сите институции што се доаѓаат да се вклучуваат, значи возрастните, значи оваа радост не е само за децата и за нас возрастните. Лани околу 1000 деца учествуваа во величествената Бадникова поворка во Охрид. Бројните коледарчина просеа радост низ целиот град. Децата ги поминаа централните градски улици, пееа на градскиот плоштад, а на крајот се упатија на молитва и Бадникова трпеза во црквата Света Богородица Каменско. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе засилени инспекциски контроли на храната, при што акцентот е ставен на новогодишните пакетчиња. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство спроведуваат засилени контроли кај операторите со храна пред предстојните новогодишни и божикни празници. Се проверува дали и колку се исполнети општите и посебните услови за безбедност на храната, означувањето и заштитата на потрошувачите од измама. Во овој период акцент со контролите ставен е на новогодишните пакетчиња за деца, при што се контролираат рокот на употреба на производите кои ги содржат, како и означувањето. Со досега спроведените контроли не се утврдени недоследности од аспект на безбедноста кај оваа категорија производи. Кај некои оператори, исклучок е означувањето на задолжителните информации, каде недостасуваат декларации на македонски јазик, информираат од АХВ. Оттаму апелираат до граѓаните да бидат одговорни купувачи и храна да купуваат од регистрирани објекти кои се под контрола на инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство. Секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната, граѓаните може да ја пријават во Агенцијата лично, телефонски, на бесплатниот број 0800 322 22 или електронски на info@fva.gov.mk. Греено вино и хуманитарен божикен маркет во сабота на плажата Сараиште. Настанот е од хуманитарен карактер, соопштуваат организаторите, културолошка иницијатива 5 до 12. Во сабота 23 декември на плажата Сараиште ќе се одржи второто издание на предновогодишната винил забава, подкрепена со греено вино и божикен маркет со рачни изработки. Настанот е од хуманитарен карактер,
односно сите средства што ќе се соберат ќе бидат донирани за хуманитарната акција Пакетчиња за сите дечиња. Диџеите за ова издание ќе бидат Ванчо Плей, Томе Рудбој, Зупсан, Ацко, диџеј Достин, диџеј Мартино и диџеј Оли. Ги повикуваме сите колекционери на плочи да донесат неколку омилени, да ги чуеме на грамофон, порачуваат организаторите, културолошката иницијатива 5 до 12. Почетокот е во 11 часот па до зајди сонце. Се е подготвено за музичко-сценскиот спектакл Зимска бајка. Годинава, бајката предпразнично ќе не врати во 80-тите години од минатиот век, во еден од најплодните периоди на светската музика. Во Охрид се подготвува 7-то издание на манифестацијата Зимска бајка, музичко-сценскиот спектакл што традиционално се организира пред новогодишните празници и годинава ќе понуди многу забава. Организаторот вели, бајката ќе не врати во 80-тите години од минатиот век, во еден од најплодните периоди на светската музика. Дел од безвременските хитови од овој период ќе бидат изведени од бендот на Зимска бајка и вокалните солисти Емилија Коловска и Христијан Тоневски. Подготовките се во завршна фаза, во тек се активности околу поставувањето на сцената која за овој настан специјално ќе биде, да не кажам украсена, меѓутоа уредена, бидејќи ова година Зимската бајка има своја подприказна, ќе се работи концептот на музиката од 80-тите години и оттаму целиот амбиент ќе наликува на тој временски период, едно златно време за музиката и се надеваме дека ќе успееме да доловиме што е можно повеќе на публиката од тоа време. Во тек се, како што спомнав, завршните активности, настанот е во сабота, 23 од 19 часот во Центарот за култура и салата ќе биде исполнета до последно место. Покрај добрата музика, традиционално шоуто ќе биде зачинето со креативен хумор на врвните охридски актери. Неизоставен дел од Зимската бајка се разбира е стендап комедијата и воопшто комедијата, за што задолжени се и оваа година извонредните актери од Охридскиот народен театар, Никола Тодоровски, Стрезо Стаматовски алијас Two Mothers Brothers, а специјални гости ќе не бидат Атанас и Тино, што значи во овие предпразнични моменти многу хумори, многу смеа, она што ни треба и ни недостасува во секојдневието. Охрид има богата културна сцена, настани манифестации со децениска традиција, но повеќето во екот на летната туристичка сезона. Момировски вели, треба да се работи на развлекување, на повеќе културно-забавни музички и сценски манифестации преку целата година. Крводарителска акција утре во Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Под мотото Донирај крв, донирај живот на 20 декември од 10 до 14 часот на Факултетот за туризам и угостителство ќе се реализира крводарителска акција во организација на Црвен крст Охрид. Искористете го овој радосен декември, месецот на дарување, да ја искажеме својата хуманост. Ги покануваме студентите, наставниот кадар и вработените на факултетите во Охрид, како и сите хумани луѓе од Охрид и Дебрца да учествуваат на оваа крводарителска акција, порачуваат од Црвен крст Охрид. Изложба на необјавени портрети на македонски револуционери во организација на општина Охрид. На 22 декември во петок, во очи на одбележувањето на годишнината од смртта на охридскиот револуционер Петар Чаулев, општина Охрид организира изложба "Лица на револуцијата". Изложбата на необјавени портрети на македонски револуционери, внатрешна македонска револуционерна организација, низ фотографии 1893-1934 година, изложба која одбележува и 3 јубилеи. 120 години од смртта на Гоце Делчев, 120 години од Илинденското востание и 130 години од основањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Во основата на изложбата лежи една цела ризница на ретки и невидени фотографии собрани во текот на една цела деценија од колекционерите Диме Ратајковски и Душко Апостоловски. Изложбата ќе биде отворена во спомен куќата на Христо Узунов со почеток од 19 часот.
Над 3 милиони патници патувале преку двата македонски аеродроми во Скопје и Охрид. Од 1 јануари заклучно со 16 декември оваа година, објави ТАВ Македонија, подружница на ТАВ аеродроми. За прв пат 3 милиони патници да бидат обслужени заедно на двата македонски аеродроми во една година. Достигнувањето на 3 милиони патници пред крајот на 2023 година е огромен успех, особено по пандемијата. Во 2023 година повторно се враќаме назад и успеавме дури да ја надминеме 2019 година со 20%. Ова достигнување дополнително ќе не води и ќе не инспирира да продолжиме да се стремиме кон нови рекорди, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија. Владата гледа на ТАВ како партнер во креирање на нови политики и развој на авиосообраќајот во Северна Македонија. Верувам дека вака поставените политики ги оправдаа плановите на Министерството, а тоа се воспоставување на нови дестинации за граѓаните, како изголемување на бројот на туристи. Крајната цел е да имаме квалитетен и безбеден авиосообраќај, изјави Благој Бочварски, министер за транспорт и врски. Поради успешната година во авиосообраќајот, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска му додели благодарница на генералниот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт, за особен придонес на ТАВ кон развојот на македонскиот авиосообраќај и за успешно управување со специјалните летови за време на одржувањето на министерскиот самит на ОПСЕ месецов. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала во северозападна Кина. Најмалку 118 загинати, стотици повредени, 20 луѓе се водат како исчезнати во едно свлечиште. Спасувачките акции се отежнати и спасувачите се во трка со времето и поради исклучително ниските температури кои ја зафатија Кина, како и поради планинскиот предел кој е зафатен со земјотресот. Околу 2200 пожарникари, 900 припадници на шумската бригада и 260 спасители се на терен во зона на катастрофата, јавува Синхуа. Покрај човечките жртви причинета е и огромна материјална штета. Уништени се патишта и инфраструктура. Земјотресот предизвика и свлечишта. До половина затрупано е едно село. Епицентарот на земјотресот е во една од најсиромашните кинески провинции. Еруптираше вулканот на Исланд. Евакуирани се 4000 луѓе. Должината на пукнатината во вулканот е околу 3,5 км, а лавата тече на сите страни со брзина од околу 100 до 200 кубни метри во секунда, информираат од Националната метеоролошка служба. Ерупцијата не представува опасност по животот, бидејќи тоа подрачје е затворено за сообраќај со предупредување за луѓето да не се приближуваат, соопштила исландската влада. Ова е четврта и најголема ерупција во вулканот на Исланд во последните 3 години. Поплавите предизвикаа хаос во Северна Австралија. Поплавени се патишта, авиони, луѓето се заробени во своите куќи, а околу куќите водата е полна со крокодили. Стотици луѓе и понатаму ги чекаат спасувачките екипи, бидејќи се наоѓаат во оддалечени заедници и многу градови и понатаму остануваат изолирани во водите преполни со крокодили, а веќе им снемува залихи на храна и вода за пиење. Напорите за спасување и помош се отежнати поради затварање на аеродромот Кернс, каде поради поплавите повеќе авиони останаа под вода. Локалното население е предупредено од ризик од болести од загадена вода, како и од опасности од раселените диви животни. Екстремното невреме е предизвикано од бившиот тропски циклон Джаспер, кој донесе огромна количина на дождови кои во некои делови на Квинсленд паѓаат во просек за една година, пренесува Српски телеграф. Сиднејската полиција тргнала на интервенција поради дојава за кражба и наводен обид за грабнување, а пронашла кокаин вреден $1000. Четворицата мажи биле фатени во подземниот паркинг на зградата за каде била дојавата. Во автомобил со црна облека и фантомки на лицата, тие се уапсени, пренесува Гардијан. А уапсено е и момчето кое тие имале намера да го ограбат и киднапираат, бидејќи при претрес на неговиот стан полицијата пронајде дрога. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!